the distance and the spaces between us. Слава английски. Значи манавме Angel. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Я манавме и твоите бакнежи на моите бели кошули. Случай правихме нещо со рацете, некоја енергија, хаме, нешто сакавме направи. И влеговме понатаму во аудициите. За следните 3-4 аудиции ќе се одржват во Охрид. Тоест се одржваа во Охрид. А што се дешаваше во Охрид? Ќе правиме муаве после шпицата. If you can only see Врти се очи, ти реков ми рече, стигнавме на аудици во Охрид. Кога е аудицијата? Во 8 сато савајле бидете Охрид. Мајгада. Што значи јас треба стана со првите 5 савајле, застигнам во 8 на аудиција. И во 8 знаеш како ќе пеј 5 лето, по. Али добро, се собравме неколку души што бевме од тие квалификуваните, влеговме во на кола и правец Охрид. И ојме Охрид батуле, во таму некој хотел сега да не правиме тука. Ме сваќа во хотел во Пешчан. И почнуваат аудици. И то трае. Пратилјадници луѓе бевме, не бевме тројци. Чекаш сега ќе биде, после ќе биде. Тој живота редица. Рачуне аудицијата траеше исто како наш алтер кога ќе да завршиш работа. До години траеше првата аудиција. Ама многу луѓе во прашање. Ние одени од 8 сато, јас пе во 1 сато ноќ, а после мене имаш уште тон луѓе. Бе тоа беше хаос. И нема врска, ни велат уживајте, вие кога ќе допејте тука, ќе касните нешто, ќе ве сместиме се во ред. Добро, чекаш во тој ходник. Редо бавно врви. Имаше едно водиче земено од дома пред 10 сати, ти е испиено сато 100 дојде. Гладен, жеден, суво грлото. Абе услови максимални, знаеш како? И тоа беше можда прв пат во живот да ме фати малце шубе, пошто не знам како ќе звучам. Јас кој што ме дал господ Брборко, се знаев со полојна луѓе до таму, кој од факултет, кој од средно, кој од не за сите музичари ме сваѓа. И со тие што не се знаеш, и со они си прамуваве да снемам тантара пантара, грлото жаргона, грчев во зборањето, не можев да зборам хао. И конечно дојде време, стигнавме до таа вратата. Јас рачунај немам појма што сакам да пеам. Како и обич. И ни велат ајде вие тројца, четвори, не знам колку бевме таму, влезе. И требаше неколку души што бевме да пееме, едниот пеј, па другиот, па третиот, па не знам како. И пеат луѓето и мене цело време тие неколку дена слушав една песна. Цело време таа ми се вртеше во главата, не знам ни од кај ми излезе. Претходно немав слушнато од детекове, ама тој период ја слушав и реков што сака нека види, не ја ќама. А песната беше следна. И нема начин да ме смениш. Јас го живеам овој живот сам, без љубов и емоции. Нема животот ме научил. Јас сум таков и таков сум бил. Значи песниште брат. Јас сум таков и таков сум бил. Ама не ме слушни жената од некоја страна фрли нешто. Сам ќе го живеел тој без емоции животот. Седи ве Виктор. Иначе песната од Дарко Бреј и влегов и го манав рефрено вака кој што е. Мање више кој што го испеав сега. Грлото суво барут мање више кој што ми е сега. Само таму уште појќе. И тоа беше ми се чини една аудиција кај што баш заради тоа што не бев во оптимални услови да речам. Имав свирено, сум бил зарипнат на свирки, ама никогаш не ми зависело ништо од свирката, ме сваѓаш овде. Иако не бев јас тој што се пријави, веќе сум дошол до тука, сега веќе сакам да поминам понатаму, ме сваѓаш. И мислев дека нема да поминам ова аудиција, пошто така некако не се осеќав, не бев задоволен од самиот себе и од кога успеав нешто. А мислам и дека тие што пеат другите со мене, што ја не знам дали поминаа како беше. Некако знаеш те фаќа и тебе некоја она заигрува адреналин. И се гледат жирито онака ќутат. И едно време почнуваат позитивни пофалби ова она. И ми олесна она скрос. Со што мислам дека тогаш од тројцата некој ми даде не пошто го љуфнав текстот, пошто тој го пишел на песната, аз немав појма нити знаев кој е пишан. Али нема врска, битна работа. И тој беше моментот кај што си рекол, чим со ова помина вака како што сум сега, ич натаму не е проблем, што сака нека биде. И добро, битна вечерта завршија, сите ги дочекавме, седнавме во тој ресторано таму, и дадоа по едно од оние сечените лепчиња што се. И едно саламче, едно кашкалче, доста е. Абе амам пати цел ден сте таму, што има врска. Гладни пци. И добро, гладни, жедни тоа, едовме си легнавме, што ќе правим. Таму ваме савајлето па во 7 сато, во 8 треба сме на
аудиција, ама овај пат во Охрид во град. Гладни пци сите. Јас тргнувам на кај вратата, ти знам дека има продавниче таму во близина. Ко ми се даде обезбедувањето? Ти што се занесваш, као одиш ти, не смееш да излезиш тука, не знам шо. Абе дечки му викам гладни сме, разбираш. Враќај се нас. Што се занесуваш ти? Добро, извини што сум гладен. Така не ти барам да ми даеш јадење или шо и да, ама барем дозволи ми ја си купам. Сам добро, аз разбирам дека мораш да ги задржиш стотици луѓе што веќе останаа во приказна. Ама мора да има некој систем некако, не знам. И са на пример да бев на овие години, ќе се вратев назад, ќе поќутев, може ќе промрчев нешто, може не. Дека ќе се расправав чисто сумњам, пошто сега вака некако не би се замарал, не знам, не сум тако. Ама тогаш имав колку 18-19 години. Тогаш бев малце по-така, како да ти кажа, по-нескротлив бев, сега ме скроти жената, што да прави? Не може да излезиме? Не може. Добро. И го гледаш Виктор врти од околу. А онака сумљив скроз, демек не сум сумљив јас. Сврти лево десно, виде на моментот, не го гледа трчанката преку ограда, шак нинџа брат. Пишек до продавни. Не дека нешто пари носев со мене, тоа што имав, нешто ги потрошив, купив да земам поке работи за покедушиот и никој не пушта да излезиме, свај сите се гладни, не сум само ја. И се враќам со најлоно и ете и тука обезбедувањето заедно со некој таму што ве организација ова, режисери, межисери, не знам, така застанати сите људи и ми се даде еден од нив. Ти арогантен, ти ваков, ти таков, ние ти рековме не сме излегвање, ти излегваш, сега треба да те дисквалификуваме, не знам шо. Добро, реков, гладни бевме сите, ај шо да правим? Влегуј аутубус. Не знам оти, ама кога ќе ми се силат на одредени акценти, некако многу нежно ми звучи, али добро. И си викам, добро, ќутенка, тај ќе си влезам се, шо ќе ме дисквалификува, тај ќе терам кога веќе имам шанс. И тука дечки настана муабетот дека Виктор е уствари арогантни. Тука ти одлучија дека таа етикета јас ќе носам. Оти бев гладен ме брат, дебело дете ме сваѓај. Е са добро, не беше само тој инцидент, не можам да речам. Имавме и други моменти, не можам да речам. Ама то не беше никаква ароганција, то беше основна човечка потреба, ме сваѓа. Исто како што основна човечка потреба се оди до ВЦ, што исто така не можевме да го направим. Примеројмената аудицијата во Охрид не затворат во една соба огромна сите. За седење нема, за стоење има. Можеш на земја да седниш, ен клавир имаше, ама не смеш да свириш, што ти се снима и во ходници, се снима и во салата, се снима сегде и не смеш да излезеш од собата освен кој те викна. И се внатре начукани, не знам, 500-800 луѓе, не знам колку бевме, многу бев. И тоа беше најмногу направено за се види кој ќе издржи под притисок. Имаше многу луѓе што попуштија тие дена што сами си заминаја од шоу. Имаше дечиња помали што плачеа по родителите. Имаше повозрасни што не кеа да се замарат со ова, многу тортура му дојде. А имаше бога ми некои кобајчиња што седе. Нема јадење, нема јадење. Нема веце, нема веце. Јас сито немам да го разберам. Јарно ми имаше луѓе што не кеа се откажат, ама што не можеа да издржат. Значи потреба си е потреба, ај што да прави. И ние галамевме таму нешто, свиревме, пеевме, не знам, гледам плачат луѓе. Ги гледам полојна се виткат таму, не ги пуштат до ВЦ дода. Издржете, сега се снима во ходникот, кој се доснима ќојта, ама тоа кој се доснима го нема. И овај нели арогантниот тука од Бајро што е дојде. Не знам што го тераше, ама ете, ладост, лудост да речи. Еве го станва од клавирот таму негде кај што свири и тргнува на кај вратата. Ничи ми зазван. И после ќе ти клавате, ти ти клава. Омната вратата и обезбедувањето застанва. Вегла и над мене, огромен човек. Да го поздравам, многу добро човече, само тогаш ни беа такви улогите, мораше на моментот да бидиме контра, ме сваѓаш. После се дружевме, не е битно. И тој нормално ко што му рекле ми вели назад. Јас му викам бате ми се оди во ВЦ. Нега ми се одеше на моментот. А гледам никој не пушта, ај реков и јас да се замешам да не останам покут. Не може ми вели. А оти не може му викам, како може да седиме сите овде полојна ден сме, никој до ВЦ не мојде. Ама тука се снима и ходник и ваму и таму. Не е проблем, нека се снима, ама ние треба да дојме до ВЦ. Не може, враќај се назад, придојде уште некој обезбедување, ме сваќаш да не. Знаеш како? Може па и јас голем му си јам видено, еве, не знам. Ако тоаш бе ваков ја, кој се видам како скакулет сум човек. И дечките упорни, нема одење до ВЦ. Нема одење до ВЦ? Добро. Ако нема одење до ВЦ, му викам одберете еден ќош овде и ќе направиме ВЦ. Ама како така? Така вие одберете ќош, ние ќе одиме по нужда се. Ај што да правим? И те гледа и се смеј брато. И вика сигурно не си до толку однесен. Арно, ама како да го подгреши човекот мал. Не одбирате ќош? Добро. Јас го одбирам овај до вратата. И почнуваш да отпетлуваш кај. Не, чекај, готово, чекај. Оп, некако одма се организира работа. Почна да се прат некои кратки паузи, да оди една група до ВЦ, да се врати, па да снимат, па да се напред, да оди до ВЦ една група, па. Виш како можело некако, само треба ентузијазам. Треба малце да си така. Како се вика она? Млати
луд. Па после почна да припаѓат луѓето. 5 сато поручек, доручек, никој не јаде освен ние неколку души што каснавме нешто што успеавме да земиме. Па ојде човекот да зборни да види да се организира, да оди еден да купи за 100 души. Па ајде јадење се организира во приказната, ајде се крена ентузијазмо, почнаа да живнуваат луѓето. Како мртовци бевме допред то ќутиме затворени. Жешко пекол лето таа бе хао. До толку се крена духот, се возбуди народот што дури почна некои луѓе стриптиз да прават внатре. Немој реков, ама немој, вратете јадење, затварајте веци, многу е ова. Што е многу е. Да си ги поздравам јавно, Луси, се знаете вие кои сте, ајде. Да не кажувам многу. И врти сучи помина таа аудиција некако. Ги преполоја луѓе. Ајде уште една аудиција. И си велиш таа е трета, последна, но не. Тие ти вела и утре ќе имате аудиција. И дремиш си велиш, три кошули зедов три, што ќе правиме сега, што ќе облечиме. Ајде тие што останавме си ги менавме мајците кошули да ни излегваме со истите срамота било ме сваѓа. Неспремни маж особено кога ти речат ај чупе мош ќе земи поќе аутфити пошто не знаеш што да облечеш. Жените обично ради тоа носат многу алишта кај што ќе од сегде. Оти та не знаеш што ќе му се носи, ме сваѓаш на моментот што ќе му дојде. За секој случај. Ние знаеме брате, на мајца да треба една ќе ја земиш и ќе однесиш толку. Си ги менавме мајците кошулите. Јас мислам дека со Жарко од Македонски брод ја смена кај брато уште стои мајцата, кај мене уште стои кошулата. Ама тоа е по наша одлука така да ни остани во сеќавање моментот. И пеевме таму песни, пеевме Невправда од лева патика, што понекога случајно прв пат ја слушна таму. А преуба песна од тогаш ја свирам сегде и секаде, ама на моментот појма нема в која траже да ја учам на лицемер. Па кореографи правевме, па чуда измислувавме некои глупости и на крај од сите тие илјадници луѓе останавме 20. И се знам дека е неправда, ама што правевме тие 20 луѓе? Ќе правиме муавет можда наредна епизода. А дотоаш ви останете си на ВТВ телевизија, забиите во текст со вистина. Поздрав, имајте одличен ден.